Сократ Манчев, Покров Струмица, каков е вашиот став во врска со усвојувањето на веќе подготвениот предлог закон за социјални предпријатија во Македонија? Знаеме дека веќе 2 години чека во парламентот овој закон. Кои би биле придобивките според вас, а која е штетата што се уште се чека на законот? Мојот став од самиот почеток е позитивен, бидејќи на Македонија веќе подолго и треба таков закон и се надевам дека овој пат ќе бидат донесени и ќе бидат од корист за сите инволвирани и заинтересирани страни, бидејќи законот треба да ја олесни работата на социјалните предпријатија во повеќе аспекти. Прво од финансиски аспект, да им помага да можат полесно да дојдат до финансиски ресурси и да бидат препознаени како такви од една страна од предпоставените, од друга страна и на луѓето што ја водат ова држава, и така да се створат механизми за зголемување на идејата за социјално предприемништво, бидејќи тоа може да биде од најголема помош за маргинализираните групи со кои што работат социјалните предпријатија. Имајќи предвид дека имате долгогодишно искуство и вие сте биле дел од оние кои што биле вклучени во подготовката на законскиот текст, сметате ли дека тој е добар како решение, оно барем вие кои сте учествували? Нека се донесе законот и некои работи да можеби да ги кристиме како помалку добри, тоа се менува после. Битно овој закон дефинитивно еднаш да биде донесен, усвоен и имплементиран во животот на социјалните предприемачи. И тогаш сите ние ќе го увидиме бенефитот од тој закон, и сите негативни аспекти кои што ќе бидат забележени од наша страна, ќе можеме после да сугерираме да бидат променети. Значи, тоа ќе биде полесниот дел од работата. Најважно е овој закон што побрзо да биде усвоен и донесен. Вие, како еден од поискусните во овој дел, веќе не чекате на законот, него веќе работите. А ние работиме повеќе од 3-14 години веќе, бидејќи кај нас социјалното предприемништво е имплементирано во делот на работно-окупациони терапии кај нашите клиенти, и тоа е дел од процесот, значи неразделен дел од нашиот тераписки процес, така да ние законот може само да допринесе уште подобро да имплементираме програмата што ја спроведуваме, така да се надевам дека дека овој закон многу брзо ќе биде донесен и ќе биде од корист за сите. Сега конкретно за вашето предпријатие, односно она што вие го работите, конкретно со што и која група ранива ја опфаќате? Ние имаме нашето производство е поделено во два дела. Во првиот дел развивме органско производство на рано-градинарски култури и ние ги пласираме веќе години назад низ повеќе ланци маркети во државата. И развивме, во меѓувреме успеавме да направиме и погон за сушење и пакување на исти земјоделски производ, значи она што нема да се продаде или она што е во класа оди на сушење и пакување и како готов производ се продава на пазарот, а останатиот дел се продава како свеж производ и веќе сме препознаени на македонскиот пазар. Работите со ранива категорија на лица? Работиме со зависници од дрога, алкохол и коцка. Развивме професионална програма за рехабилитација, ресоциализација и реинтеграција на истите целни групи. Најголем дел од вработените тука се луѓе што го завршиле успешно процесот, терапискиот процес. Имате веќе инфраструктура и... Имаме 5 хектара ограден простор, имаме преку 1200 метри квадратни опремен простор за обука, за терапии, за производство. Така да од тој дел, ама се уште не сме го завршиле тој процес. Тоа е еден жив процес кој се уште трае и кој се надградува секојдневно. Соработката со државните институции, со други невладини организации? Наш партнер е Македонската православна црква Струмичка епархија, која од цело време ни помага од самиот почеток во сите аспекти, материјално, технички, лобистички и така натаму. А од друга страна добиваме помош во терапискиот процес, имаме договор подпишено со Министерството за труд и социјална политика, така да најголем дел од средствата потребни за престој и за третман на луѓето кои што доаѓаат тука се од Министерството. Вашиот модел е базиран на искуство од други држави? Да, успеавме да имплементираме еден комбиниран модел кој што ги опфаќа најдобрите пракси од буквално од цел свет, така да
и тоа функционира и по тоа сме и препознаени. Значи луѓето не препознаваат како еден успешен модел за рехабилитација и ресоциализација. Дали нешто од државните институции добивате како поддршка, бенефиции? Па ви кажав, имаме договор со Министерство за труд и социјална политика и трошокот потребен за процесот на рехабилитација и ресоциализација го покриваме преку тој договор. Какви ви се искуствата со луѓето со кои што работите во изминатите години? Поминале неколку стотици, веројатно. Да, поминаа голем број на луѓе кои што побараа помош кај нас, но се работи за хронична болест. Значи и третманот кај нас е хроничен и бројките кои што многумина можеби ги очекуваат да ги спомнам овде за успешни приказки не се толку големи, но се сепак доволно големи за да го оправдат постоењето на центарот и неговото функционирање. Вакви центри слични ќе имат потреба веројатно и во иднина. Ова е единствен центар на Балканот кој што работи по модел и по програма и методологија на тераписка заедница.